Јас сум Лидија Георгиева, дизајнер. Би сакала да бидам перцепирана како дизајнер, иако овде повеќе ме знаат како моден дизајнер. Исто така сум професор на УКИМ, на Технолошко-металуршкиот факултет на Институтот за дизајн и инженеринг на облека. Од време на време, еднаш месечно сум колумниста за ревијата Економија и бизнис. И потоа исто така се случува да правам и театарски костими, сценографии и така натаму. Јас крајот на 80-ти отидов во Париз, останав таму 20 години. Доживував некои изненадувања кои што како социјалистичко дете не ги знаевме што е тоа конто во банка, што е време, што е љубов, што е пријателство, кај нас беше сето тоа понаивно. Така што таа транзиција што се случуваше овде 10 години, јас морав да ја совладам за една година. Не, знаеш како е, исто како во Холивуд глумци, така и за дизајнери во Париз. Значи, за шоу бизнис бориме. Нема тука тешко лесно, одвратно е, грозно да мислам шоу бизнис, разбираш, но окей, сега ти си отишол за тоа. Ти да работиш во едни прекрасни ателија, како што беше Пјер Балман, куќата, како што беше куќата Рошас, да ги запознаваш старите занаети, старите занечи, во денешно време да се бавиш на едно луксузно ниво со рачна и изработка, тоа е бесценето искуство. Влијание во почетокот, мене сите знаеа на времето, јас бев панкерско дете, Жан-Пол Голтие ми се допаѓаше, но подоцна кога отидов во Париз, навистина се фасцинирав од работата на Рей Кавакубо, Александар Маквин, многу го почитувам, секако и Галијано, пред да оди во Диор, многу ми се допаѓаше. И некои работи на Виктор и Ролф, некои ревии кои што ги гледав, навистина беа достојни за повеќе од почит, секако. Ние имаме ДНК собствена, дизајнерите, а тоа многу малку се знае овде. Пред се многу малку се знае што е тоа дизајнер, да не речам дека оваа заедница, тука оваа среда нема појма што е тоа дизајнер. Не можеш ти да бидеш дизајнер, а да немаш визуелна култура, да немаш ликовна култура, да немаш музичка култура, да немаш филмска и литературна култура, не може. Тука имам завршено ликовна академија со модно креирање, а во Париз специјализирав во една од најпознатите париски школи. И веднаш потоа почнав да работам. За моето школа освоив европска награда, така што веднаш добив интересни понуди за работа и работев на многу интересни места од каде што учев. Идејата е да правиш, да си соучесник, ако е моден дизајн, тогаш да си соучесник во женската убавина или машката. Ако правиш интериер дизајн, да си соучесник, да правиш предмети кои се ергономски, кои што се фактички тоа што мене најмногу ме шокираше со проектот 2014, Скопје 2014, не може да дизајнираш работи што не се извинувам, ќе ги кажам на англиски, human friendly и user friendly. Пријателски настроени кон човекот и кон корисникот. Не може во 21 век да не размислуваш за воздух, за вода, за се е транспарентно денеска во архитектурата. Се е округло. Се не може ти, например, замислете ако правите квака и ставите нож. Како ќе отворите вратата и секој пат ќе ве боли. Толку е просто. Имав стравов искрено да ти кажам, поради глобалната состојба, тинеџерите се малку различни од нас, да бидам љубезна. Сега, многу добра вест имам, тоа е дека имаме талент, имаме интелигенција, имаме огромна амбиција и имаме желба за работа. Ако ја пренесеш љубовта и ентузијазмот, а кај мене стигаат без љубов во школскиот систем, без ентузијазам, резултатите се фантастични. Мене ми се случи на час да им дадам вежба да дизајнираат на тема утопија, сватив дека не знаат што е тоа. И тогаш морав да поминам пола сат да им објаснам што е поимот утопија. Од кога им објаснив, резултатите беа фантастични. Добив многу интересни одговори преку цртеж.
Не можам да кажам дека сите скопјани знаат што е мода, иако мислат дека знаат. Имаат влијанија, да, но влијанијата се од интернет и од некои ефтини регионални часописи. Голем број од дизајнерите тука живеат од правење венчални фустани и за матурски. Зашто тоа го нарекуваме мода?